многу често го пренебрегнува овој аспект, овој баланс конечно меѓу артифицијалното и природното, па на некој начин студиото на прилично глобална задача сега ќе објаснам, а сепак мораше да го одимува тој, како да кажам, сензибилитет помеѓу на колку се гради, како се гради, што значи да не се изгради и колку тоа не изграденото всушност е дел од изградениот простор. Локацијата на студиото оваа година е еден внатрешен раб на градот, значи практично локацијата помеѓу населбата Лисиче и селото Лисиче, односно урбаниот дел на населба Лисиче и тој неодреден, скоро граничен рурален дел на пак на населбата Лисиче. Тоа е локацијата каде што на некој начин за најголем дел од Скопје и градот завршува. Не е точно градот постои понатаму, меѓутоа тоа е некако крајниот така перцепцијата на луѓето, крајна автобуска станица на некој начин крајот на градот. Источен раб, кој што во многу нешто е како велата недовршен. Имаме многу примери на амбициозни урбани зафати во овој град, меѓутоа уште повеќе примери на недовршување на тие состојби, така да овој, ајде да кажем, просторен остаток е на некој начин таква локација и проектите, генералниот проект на студиото требаше да создаде нов, ајде да кажем, рурален и симултано идентитет на овој простор. Самата изложба, кусок ја објаснам и после се разбира може да ја погледнете, е поделена во 4 сегменти. Првиот сегмент е на самиот влез, тоа е на некој начин опис на студиото. Можете визуално да видите прекрасни фотографии кои што студентите ги направија сам избор фотографии од самата локација, на вистина ќе видите дуален идентитет и рурален урбан. Постојната состојба со овие празнини, недоречености, потоа ќе видите низа на индивидуални концепти, значи 6 тима работеа на рамките на студиото, секој тим направи еден концепт, предлог концепт, кој што го направи од кога направи бавинско истражување, не само на локацијата, туку и на темата, на овие термини кои што измерува. И потоа сите заедно изработија заеднички концепт. Во исто време се појавува позади на скринот, има таму поставен, што воопшто не е наивна работа, особено ако имате нум дека овој одсечок што го гледате върху нас, секоја боја различен проект, кој што после тренираше до заеднички, е повеќе од километар на километар. Треба еден час само да го изодим, да го смислите. Само битно е да се знае со какви предизвици се среќаваа практично студентите кога почнаа да работат. И од кога го направија заедничкиот концепт, потоа лесно беше да се поделиме во фрагменти. Исто тамо на таа содржина може да видите кои фрагменти се разработени. Тоа е во оваа тоположка, така да кажам, вибрација, овдека 6 проекти се поставени. Можете да следите кој фрагмент од заедничкиот концепт е направен, кој што студентите потоа во еден архитектонско-урбанистички размер, значи размер 500-100 го разработија поедини сегменти од тој концептуален дијагноз. Овдека можете да видите зад мене се дел од истражување. Значи, пред да влезат воопшто проектираат, студентите мора да направат серија, тоа е вообичаена практика кај нас на студија, серија на истражувања, на задачи, недела за недела, некогаш 2 пати неделно, една недела, на одредени теми да дискутира, да презентира, корисна алатка многу, бидејќи едноставно студентите почнуваат да си го градат знаењето на одредена тема, на одредени теми и потоа навистина лесно влегуваат во одбрана на зададената хипотеза на самото студио. Нешто што е ново, овде ќе имаме нерафиниран документ, буквално како што бевме во компјутер, само го спринтавме, може да видите буквално сите датуми, секој вторник, секој петок и се што имавме во текот на целиот семестар. Практично што ние како педагошки тим имаме уште пред да започне студиото, се разбира мали поместување има. Меѓутоа, ова го кажам и сакаме да го споделиме, бидејќи на некој начин работата во студиото не е стихина.